Добре, криптоентузијасти, денеска, како што оветивме, ќе поразговараме на една тема која што е многу битна за иднината на крипто, како и за иднината на сите финансии, а тоа е ISO стандардот 20022, кој што треба да биде следната SWIFT, практично меседжинг систем, односно SWIFT организација, и како истата ќе биде организирана, што истата значи за крипто. Значи, сакам целосно да го опфатам овој сегмент затоа што многу од луѓето првенствено не го разбираат, а второ, значи, оној сегмент кој што постојано ви кажувам дека има одредени криптовалути кои што сакале не или не ќе работат заедно со државите, па овде на некој начин е многу добро објаснето како и зошто работат со државите и која е нивната позитивна страна на тоа што го прават. Значи, прво што представува ISO? ISO представува организација на стандардизирани процедури или на некој начин однесување на сите физички и правни лица како и држави во светот. Со тоа што, значи, прост пример на објаснување што уствари представуваат ISO стандардите, еве прост пример да речеме дека сте купиле од IKEA од Шведска некоја маса, која што моментално стигнала кај вас во Македонија, но поради тоа што не постојат стандарди за тоа, например, какви штрафови се користат во масата, дошле штрафови кои што има, не знам, пентаграм верзија на штрафот, кој што вие немате соодветен штраф сигурно за да може да го составите. Што значи дека доколку ги нема овие стандарди, секоја држава ќе си прибегне кон развивање на сопствени, без разлика дали станува збор за мебел, или станува збор за финансиска технологија, или станува збор за компјутерска технологија, значи во светот се прибегнува кон тоа се да биде стандардизирано преку овие ISO стандарди со одреден број, на тој начин фактички да не дојде до ситуација во која што, еве, повторно ќе земам истиот пример, каде што вие сте купиле маса од Шведска, но немате соодветен алат за истата да составите. Или, например, сте купиле кола од Германија, ама во Македонија, например, се произведуваат сосема други делови за таа кола, значи дека вие нема да може ништо да поправите на таа кола. Значи, ова го кажувам затоа што многу ви се познати овие секојдневни примери, каде што, значи, стандарден мотор и стандардна инсталација на мотор е секте на генерално на колите, иако не се разбира многу во тоа, поентата ми е. На тој начин, со ISO стандардите се воведуваат исти стандарди во целиот свет, кои што доброволно, значи, организациите, физичките лица и државите го прифаќаат со цел да биде поедноставно во однос на размената и трговијата на услуги, добра и суровини помеѓу сите држави и луѓе во светот. Сега, во оваа ситуација, значи ISO, како што за секоја друга категорија, така и за финансии постојат соодветни стандарди кои што треба да се почитуваат. Со тоа што овие ISO стандарди, значи, еве, ќе разговараме о претходниот, нема да разговараме назад до SWIFT, кој што е создаден после Втората светска војна, ќе разговараме претходниот. Каде што SWIFT, значи, првенствено, ако се сеќавате, до сега имаме направено видео во кој што објасниме што уствари представува SWIFT. Значи, SWIFT представува систем со кој што банките комуницираат помеѓу себе со цел праќање на трансакции. Во превод, ако нешто се направи помеѓу банкарски систем нормално, значи да речеме вие сте пратиле на вашиот брат во Австралија или обратно вашиот брат во Австралија ви пратил вас пари. Значи банките не можат тоа постојано да го прават, значи секоја од овие трансакции да ја вршат, нели, да ги праќаат парите од една на друга сметка постојано, затоа што на тој начин ќе има многу голем трошок. И се прави групирање на трансакции на сите што пратиле, да речеме, од Австралија во одреден период назад во Македонија, и таквото групирање во одреден момент се испраќа како целосна сума од таа банка на македонската банка која што треба да ги прими овие пари, а во меѓувреме македонската банка како кредит ги дава овие пари на лицето кое што треба да ги прими во Македонија. Што значи дека има систем на меѓусебна доверба помеѓу банките и финансиските организации, значи не само банки, кои што со овој начин на систем, претходно, значи, фактички SWIFT системот е систем кој што е направен со цел да се праќаат пораки кои што се од доверба. Односно, SWIFT работи со 11.000 финансиски институции и неговата единствена работа е праќање на пораки помеѓу овие финансиски институции за тоа кој на кого колку му должи, односно кој на кого колку треба да му прати во овие групирани трансакции. Сега, интересно за целата ситуација е што самиот SWIFT систем е многу заостарен. Значи SWIFT системот е после Втората светска војна, ако се сеќавате, можеби сте гледале на филм она
пренесување на телефонските линии кога имало мануелен оператор, човек кој што од една во друга ги пренесува телефонските линии. Ако сигурно сте го виделе тоа на некој постар филм. Па замислете дека почетокот на Swift буквално бил тоа, каде што мануелно луѓе, телефонски оператори денеска цел ден само тоа им работи. Значи функционираат на тоа што мора да пренесе пораката од една на друга банка во однос со тоа колку треба да се пренесе како трансакција, со цел да се изврши едначење за оние поединечни трансакции кои што постојат низ светот. Со тоа што како понатаму се развива системот, така понатаму се развива Swift. Значи Swift моментално функционира на база на SMS пораки, кој што исто така е заостанат на некој начин доста стар модел, но се уште функционира на SMS пораки, чисто за да видите, вака изгледаат, значи пораките. Ова е SMS порака која што се праќа од една на друга банка во однос со тоа, тоест преку Swift се праќа од една на друга банка во однос со тоа кој колку уплатил, на кого, каде, кога, значи буквално се е ставено во ова MT, така се нарекуваат MT пораки. Со тоа што моментално со новиот стандард се воведуваат нови пораки наречени MX, кои што се многу пософистицирани, содржат многу повеќе информации и слично. Тоа ќе поразговараме покасно. Со тоа што, значи овој систем на промена кон дигитализација е започнат со ISO 15022 во 2004 година, кога за прв пат се воведуваат овие, значи да не бидат и претходно имаме дури и позастарен систем од тоа, значи MT пораките се воведуваат во 2004 година со овој стандард. Со тоа што моментално се прибегнува кон нов стандард кој што треба да започне званично од ноември 2022 година, тоа е за еден месец од сега, кој што мора да биде прифатен од сите финансиски институции. Ќе поразговараме и за тоа малку подоцна, но сега чисто сакам да ве запознаам. Значи, системот кој што треба да се замени моментално со новиот систем на порака од MT во MX е ISO 15022 во ISO 20022. Сега, ова сакам само да ве запознам да видите како прилика изгледа тој систем. Проблемот со криптоиндустријата и овој систем е што криптоиндустријата воопште не е инволвирана во овој систем. Односно, значи овој систем функционира со тоа што, само да ви покажам како изгледа. Значи функционира со тоа што на одредени валути во светот, како што се на пример канадскиот долар, еврото, мексиканскиот пезос, австралискиот долар, значи имаат три букви кои што представуваат нивниот тикер, односно ISO код. Што значи дека со овој стандард, односно претходниот стандард, значи уште од на почетокот, и за ово гледате имате посебен стандард. Значи имаме ISO стандард 4217 кој што го направил ова за секоја валута да има собствен тикер и на тој начин да не може да настане никаков тип на мешање помеѓу валутите кога имаме трансакции помеѓу банките и финансиските институции. Со тоа што крипто моментално не спаѓа во овој систем или досега не спаѓаше во овој систем, што ISO 20022 ќе го смени. Односно, сега моментално одредена банка или финансиска институција дури да сака да направи било каков тип на трансакција во крипто, не може затоа што самиот стандард тоа не го дозволува. Односно, стандардите за тргување на финансиските институции немаат моментално тикери за ниту еден дигитален асет, односно дигитална криптовалута. Значи, тоа мора да се вметне во овој систем преку овие ISO стандарди со цел да може криптовалутите да почнат да се користат во светската трговија. Значи, тоа е главниот момент кој што треба да го доживееме со новите ISO 20022, кој што моментално недостасува во светот. Сега ќе одиме постепено. Значи, како што кажаме, ISO 20022 уште сега веќе соработува со одредена група на криптовалути. Сега, значи, нема да навлегувам во системот затоа што системот е доста комплициран, посебно за луѓе кои што се лаици дури и за мене, значи за тоа како точно функционира преку пораки и се. Она што треба да го знаеме е дека моментално Swift, значи Swift како технологија која што постои уште од после Втората светска војна, треба да биде заменета со овој стандард. Односно, до 2025 година, поточно кажано, во 2025 година ноември ќе престане да постои Swift и истата ќе мигрира комплетно на овој стандард на 20022. Што значи дека Swift нема да постои. Сега, како сето тоа е поврзано со самите криптовалути? Значи, ISO 20022 официјално почнува од ноември 2022. Иако истиот постои уште многу претходно. Значи, можеме на овој чарт да видиме дека
ISO, само да ви кажа беше точно. Значи, гледайте, уште од 2021 постојат држави како што се Филипините и Украина, кои што се целосно интегрирани и целосно компатабилни на овој стандард ISO 20022. Што значи дека овој систем веќе е интегриран уште од 2018 година, ако не се лажам точно. 2019, извинете. Што значи дека ова е само официјален старт во кој што се вели. Значи, интегрирано од 2018 година, но од ноември 2022 година сите финансиски институции мораат да поддржуваат освен MT и MX пораки. Што значи дека до сега, до ноември, значи оваа година, може да се функционира преку MT. Но од ноември 2022 година мора да се започне со користење на MT и MX пораки, што значи дека сите финансиски институции мора да се прилагодат и на новиот систем на пораки, кој што според значи самиот таймфрейм, значи од ноември почнува да се користи и едната и другата порака, односно почнува да се интегрира ISO 20022 во стариот систем кој што сега постои, а тоа беше претходниот ISO кој што го спомнавме на почетокот, и 3 години од 2022 до 2025 година ноември ќе постои коекзистенс, односно заемно постоење на стариот и новиот систем, односно MT и MX пораки, односно SWIFT и ISO 20022. Што во ноември 2025 година SWIFT конечно ќе престане да постои, значи ова е период во кој што се дава на сите оние институции во светот, банки и корпорации да се интегрира и да го вметнат овој нов систем кој што треба да вметне многу повисок стандард на технологија која што се користи во финансискиот сектор. Затоа што моментално истата е застарена и ваквиот MT систем, како што рековме, од 2014 година и моментално постојат многу подобри технологии кои што може да ги забрзаат трансакциите, да ги направат поевтини, посигурни и слично. Значи ова е генералната рамка во која што се движиме моментално. Со тоа што овде, например, имам за најголемите системи во светот кога истите ќе се интегрираат. Значи, уште на самиот почеток кога се пара ISO стандардот да биде воспоставен во сите институции во однос на MX пораките, значи уште на самиот почеток еврото и сите институции поврзани со еврото да влегуваат во ISO 20022 форматот и веднаш ќе го интегрираат. Што значи дека прво мораме да разбереме кои се големите играчи кои што ќе стојат позади ова, а потоа ќе разбереме како истото е поврзано со крипто. Значи гледате, еврото влегува во ноември 2022 со сите држави кои што го почитуваат, значи кои што го користат еврото, влегуваат во целосна интеграција и почитување и имплементирање на ISO 20022, односно веќе ќе го имаат како систем за користење. Ќе може да се праќаат таков тип на пораки на сите финансиски институции. Во јуни, односно ова веќе беше, значи средината на 2022 година веќе се интегрирани значи главната банка на Англија, како и нивните, ова се уствари провайдери на трансакции. Значи ова се компании кои што работат за трансакциите помеѓу банките преку SWIFT системот, колку што јас тоа го разбирам, нели? И значи банката на Англија веќе е започната со интегрирање на ISO 20022 и се вели дека ќе заврши оваквата интеграција до почетокот на 2023 година и последната држава како и секогаш, значи Америка со нивната федерална резерва. Федералната резерва како и нејзините, значи Федералната резерва представува Централната банка на Америка како и нејзините комерцијални банки, значи да влезат во 2024 година целосно под овој систем. Значи за жал последни, но неизбежно е. Сега, овдека дори земав и некои други држави, чисто да видите дека сите моментално или се веќе целосно интегрирани со овој систем, или пак моментално се обидуваат да стигнат таму. Значи ова се најголемите држави кои што се под европската капа, значи гледате, Европската унија сега моментално ќе биде целосно интегрирана, значи во Англија фактички веќе се интегрирано, но гледате, значи се уште имаме оној простор на интеграција кој што е потребен до почетокот на 2023 како што рековме, кога ќе биде целосно интегрирана во ISO 20022. Истото е и за Русија, Украина е уште од 2021 година интегрирана во овој систем. Значи овдека, на пример, според овој чарт, крајот на 2023 како што беше овдека почетокот на 2024 ќе биде интегрирана и Америка со нејзиниот систем и ова се азијски држави, како што можеме да видиме, ако не се лажем, ова е Хонг Конг, ова е Тајланд, Филипините и Сингапур е ова.
искрено овој не знам кој. Мислам дека е не знам искрено кој. Што значи дека гледате, значи сите се на некој начин или веќе целосно интегрирани како Филипините или ќе бидат во текот на 2023 година, крајот на 2022 година, што значи дека целиот свет се интегрира во овој систем, немате избор, затоа што доколку до 2025 година не се интегрирате во овој стандард, едноставно нема да можете да работите затоа што се вели дека крајот на коегзистенцијата на овие два система е во ноември 2025. Што значи дека после овој период MT пораки веќе нема да постојат, односно SWIFT како систем ќе биде целосно укинат и ќе постои само новиот стандард ISO 20022, кој што ќе биде комплетна замена за SWIFT системот и на тој начин ќе почне да се работи на сосема новата технологија целосно. Сега, поразговараме околу тоа кои се криптовалутите и каква ќе биде нивната улога во овој нов систем. Значи, првенствено пред да продолжиме таму, сакам да ви објаснам која е идејата на ISO 20022 и зошто истиот е толку битен за криптовалутите. Значи, со претходниот стандард, ние немаме воопшто никаков начин да ги поврземе дигиталните криптовалути со генерално финансискиот систем. Додека со новиот стандард, значи ова е уствари ISO стандардот со кој што се даваат тикери на сите нови, мислам на сите постоечки и нови генерално валути. Со тоа што со новиот стандард ќе се дадат тикери на сите моментално да речем криптовалути кои што се интегрирани и кои што ги исполнуваат сите стандарди на ISO 20022. Со тоа што е прост пример. Ако сте виделе XBT, тоа е уствари тикер кој што се користи на берзите, како и на менувачниците каде што имаме биткоин како платежно средство своевидно, односно за размена. Но тоа е се уште неофицијален, затоа што во самиот претходен стандард на ISO не можат да постојат дигитални криптовалути како средство за меѓусебна размена на интернационално ниво. Што значи дека тоа ќе биде поправено со овој стандард и званично дигиталните криптовалути ќе влезат како платежно средство, но само оние кои што ќе ги исполнуваат стандардите. Затоа е исклучиво битно кои ќе бидат оние кои што ќе ги исполнуваат стандардите, затоа што кога ова ќе се имплементира во 2025 година, значи тоа ќе биде целосна имплементација, но претходно сите овие криптовалути кои што ќе бидат интегрирани во овој стандард, своевидно понатаму ќе добијат и свој тикер кој што ќе биде искористен со цел да може да се тргува на светските берзи и банки помеѓу валути и криптовалути. Што значи дека овој стандард треба да направи интеграцијата, односно да ги внесе криптовалутите во меѓународниот финансиски систем. Тоа е тоа што е битно за нас и затоа толку е битно што на ова тело кое што, значи самото тело кое што ќе биде одговорно за кој ги исполнува, кој не ги исполнува овие стандарди, значи имаме два членови кои што се криптопроекти, а тоа е Ripple, XRP и Stellar XLM. Што значи они ќе бидат буквално членови на тоа тело кое што одлучува кој ги исполнува и кој не ги исполнува условите и кој што одлучува кои ќе бидат правилата. Значи тоа е телото кое што одлучува какви ќе бидат правилата и кои ќе бидат правилата во иднина за исполнување на овие стандарди. Со тоа што, значи да не забораваме дека и ова не е за џабе направено. Значи овие две валути ќе бидат уствари членови на ISO 20022, со тоа се нормално и ги исполнуваат овие стандарди, што значи дека веднаш ќе добијат и тикер во првиот момент кога ќе почне да се тргува со криптовалути на финансиските пазари. Значи ја не знам кога ќе биде тоа, но неизбежно е, мора да се случи. Со тоа што имаме уште неколку кои што се сигурно compliant, односно кои што сигурно ги исполнуваат, а тоа е Zinfin, IOTA и Algorand. Значи тоа се три кои што со сигурност се ги исполнуваат овие стандарди, кои што се дел од ISO 2022, додека значи се уште се претпоставува дека Hedera, Hashgraph или HBAR, Quant и Cardano исто така ги исполнуваат. Со тоа што, значи ова е моментално кои ги исполнуваат и кои се сомневаат дека ги исполнуваат. Сега интересното што е, значи целосното имплементирање на ISO 20022 по некоја случајност или можеби не, се поистоветува со следниот bull market кој што ние го очекуваме од 2024 година мај па до негде 2025 година, да речем средината, па можеби и крајот на 2025 година, затоа што знаеме дека bull маркетите траат од 1 до 1,5 година. Што значи, целосната интеграција на ISO 20022 ќе значи и целосно интегрирање на оние криптовалути кои што ги исполнуваат ISO стандардите во глобалниот финансиски систем. Сега, интересно е зошто овие 5
се на некој начин баш тие кои што уште веднаш ги исполнуваат стандардите и како верувам дека нели и самите крипто проекти кои што се труделе да ги исполнат овие стандарди го направиле тоа со причина. Сега уште веднаш самиот ISO кој што ќе биде интегриран, значи мораме да разбереме. ISO 20022 ќе биде новиот SWIFT. А ако се сеќавате, ние во претходните две видеа ви кажувавме дека Ripple се труди да земе дел од SWIFT, односно да земе дел од овие 11.000 финансиски институции кои што сега верувам дека се и повеќе и да земе дел од трансакциите кои што ги спроведуваат овие 11.000 финансиски институции. И сега гледајте, значи сите овие 5 валути се на некој начин сосема различни една од друга, освен Ripple и Stellar, но и они имаат разлики, ќе ви покажам кои. И истите имаат соодветно поле во кој што се на некој начин во овие стандарди непобитни. Ripple се труди исклучиво да работи со големите играчи, односно со банките и меѓународните финансиски институции со цел меѓусебна размена на прекугранични трансфери на пари помеѓу банки и финансиски институции. Што значи дека Ripple не се труди тоа да го направи за компании или за физички лица, Ripple исклучиво се труди да го земе, значи најголемиот дел од овие, затоа што знаеме и сами дека најголемите трансакции и најголемиот обем на пари се врши на ова глобално ниво на помеѓу самите финансиски институции и банки. Што значи дека Ripple е буквално заинтересиран само за тој сегмент. Не сака буквално ништо друго освен тоа. Stellar од друга страна е специализиран во размена на валути преку Stellar во различни валути во светот. Пример, сакате да смените од јен во австралиски долар. Што значи дека Stellar првенствено неговата да речам начинот на кој што функционира самата технологија и леџер е направен за cross-border transfers, односно да направите трансфер на пари од една во друга валута преку граници со најмала можна да речем фи кој што ќе го платите. Значи идејата е дека Ripple ќе ги земе банките и финансиските институции, додека Stellar ќе ги земе на некој начин физичките лица и нивните трансфер на пари од едно на друго лице, што значи дека станува збор за сосема два различни субјекти во истиот финансиски сегмент. Algorand од друга страна представува блокчейн смарт контракт технологија која што има свој екосистем и како таков е единствениот Layer 1 солуција која што моментално ги исполнува ISO 20022, што значи дека како екосистем со свој смарт контракт технологија ќе биде првата Layer 1 која што ќе влезе во финансискиот систем настрана од ADA, настрана од DOT, настрана од Ethereum, настрана од сите тие, значи Algorand е првиот кој што ги исполнува овие стандарди. Zinfin од друга страна представува технологија која што како таква исклучиво на некој начин се занимава со меѓукомпанијски помирување, односно она трансакција на услуги и добра помеѓу компании на светско ниво. Тоа е идејата на Zinfin и таму се фокусира на нивната технологија и IOTA, за која што веќе разговаравме, односно Internet of Things, ако се сеќавате. Значи идејата на IOTA е поврзување на машини, посебно на artificial intelligence машини помеѓу себе со цел нивна меѓусебна комуникација со целиот свет и помеѓу себе. Што значи дека IOTA како Internet of Things е исклучиво битен, да речем, дел од целиот овој механизам, кој што гледаме дека овие основни 5 криптовалути имаат сосема различни семеи во кои што ќе функционираат, а истите се на некој начин доволно битни за да бидат уникатни и на некој начин ново додавање во финансискиот систем кој што досега не било видено. Што значи дека сите овие ќе имаат некоја многу битна улога во иднина и затоа како такви криптовалути кои што веќе ги исполнуваат ISO 20022, верувам дека е барем според нас исклучиво битно да се следат, односно кога ќе дојде време да се купи. Сега, она што јас ви го кажувам посебно за Ripple, она што постојано го зборувам. Значи идејата на Ripple во целата оваа приказна е дека истиот постојано, значи неговата идеја што самиот почеток е да земе дел од светската размена на огромен капитал кој што се случува помеѓу финансиските институции. Истиот тоа се обидел да го направи уште на самиот почеток, односно во 2016 година, кога истиот почнува да постои како технологија, но проблемот е што во 2016 година пред самиот бур на 2017, крипто генерално како технологија е на самиот почеток и целиот свет воопште не е запознаен со сето тоа. Што значи дека кога тоа првпат го понудиле на банките, буквално биле исмејани. Значи технологијата била на некој начин нова и добра, но они биле никој ништо.
Но сега Ripple со своето топ 10 место во светот на криптовалутите и огромен маркет кап, како и огромен број на партнери кои што ги има во финансиската сфера, значи надвор од SWIFT, надвор од ISO 20022, дојде до степен моментално да биде на еден куп владини тела за создавање на CBDC како консултант. Со тоа што дополнително сега моментално се наоѓа на уште повисока позиција, каде што како член на ова тело кое што одлучува за стандардите ISO 20022, како и за институциите и проектите кои што ги исполнуваат овие стандарди, значи има исклучиво битна улога. Она што постојано окажуваме дека Ripple на вистина има шанса да стане дел од SWIFT. Овој пат не само што ќе стане дел, он ќе го замени SWIFT. Значи во секој сегмент каде што станува збор за дигитални валути, Ripple е најголемиот фактор, затоа што он одлучува дали тие дигитални валути ги исполнуваат или не овие стандарди. Што значи дека без разлика на фактот дали Ripple моментално е во овој судски спор или не, истиот има исклучиво битна позиција за овој ISO 20022 кој што доаѓа, а ќе напоменем уште еднаш, значи гледайте. SWIFT ISO 20022 Adoption Program. Значи ова е официјално на свет, ова ние го измислуваме, ние може да видите дека сегде на секоја страна ова постои. И ова Ripple, каде што Ripple уствари, значи он не е партнер, он не е од оние кои што ги исполнува правилата, он е тој што ќе ги диктира правилата понатаму. Значи и за тоа како што кажав, ние како тим без разлика на фактот дали ова ќе успее или не, значи гледаме дека веќе е успешно, он веќе е дел од ова. Значи, понатаму очекуваме само уште поголеми работи од Ripple, посебно со оглед на фактот дека сакале ние или не, мора да се интегрира криптосферата во овој систем на меѓународни финансии, посебно кој што ќе биде направен со ISO 20022, за навистина да видиме голем прилив на пари. Што значи, еден аспект е правото, кој што моментално гледаме дека низ целиот свет се интегрира постепено во секоја држава со цел да се развие значи, нели, законодавство за криптовалутите, кој што е на некој начин непостоечко или она што постои е исклучиво наменето со цел да се забранат или да се намали нивното влијание, а не и да се легализира како што треба. Значи, иако тоа сега моментално се развива, од другиот аспект, односно стандардизирање на самите криптовалути и нивно користење во финансискиот систем доаѓа директно од овој стандард кој што веќе е реалност. Значи, реалност е за еден месец почнува, финансиските институции немаат каде да бегаат. Значи, тоа значи дека ќе се интегрираат криптовалутите во генералниот финансиски систем со своји тикери според овој стандард и истите ќе бидат на некој начин понатаму се повеќе користени од сите овие финансиски институции. А тоа за нас значи дека користењето од ваквите финансиски институции значи дека ќе дојдат пари од истите финансиски институции, истите ќе можат легално да ги купат. Односно стандардот 20022 ќе им дозволи на сите овие големи играчи во светот, значи држави, влади, зборуваме финансиски институции од типот на монетарен фонд, централни банки, да можат да ги купат затоа што ќе бидат легални. Значи ќе бидат официјално дел од овој стандард, ќе бидат значи официјално дел од финансискиот систем. А ние моментално се наоѓаме пред сите нив и имаме дел од таквите криптовалути, кои што замислите што ќе се случи кога утре на пример би одлучиле како што рековме, моментално Јапонија има голем дел од банките кои што сите трансакции кои што ги прават со останатите држави надвор од нивната територија ги прават преку Stellar и преку Ripple. Што значи дека има огромен обем на користење на парите на Јапонија кои што се прелеваат во Ripple, можеби само на кратко, но сепак се прелеваат за да може да од другата страна се променат, да речеме, во фунти или во австралиски долари, во знаеш што каде одат. Но со сигурност помеѓу Јапонија и Филипините моментално постои исклучиво договор на сите банки од Јапонија да користат Ripple за сите меѓугранични наплатувања и трансакции помеѓу Јапонија и Филипините. Ова може да го проверите. Значи ова е нешто што уште пред една година старо, но тоа сакам да ви кажам дека сите оние кои што се плашат дека банките ќе дојдат, правото ќе дојде, нема друг начин. Значи не може да се оди на следниот чекор на развивање на криптовалутите и прилив на пари доколку не дојдат банките и регулатива. Значи и да е тоа лошо на почеток е неизбежно за да можеме да стигнеме до момент каде што криптосветот ќе се придвижи на следното скалило, а тоа е да биде дел од генералниот финансиски систем.
И ќе напоменам уште еднаш, значи RippleNet и XRP како дел од ова тело на стандардот ISO 20022 може да биде дел од вашето портфолио. Колку и да е тоа лошо, колку и да они соработуваат со банки, тоа нема да го смени фактот дека ќе биде позитивно за вашето портфолио и дека ќе може да направите солидна сума, барем ние тоа така го размислуваме, ова не е финансиски совет како и секогаш, но ние во нашето портфолио секогаш ќе имаме Ripple исклучиво поради сето тоа што го гледаме во светот. А една пресуда во Америка, дали ќе била позитивна или не, може би на краток рок ќе делува на цената, како што можеме да видиме, значи Ripple пумпаше јако во претходните неколку дена, баш поради тоа што има позитивни најави дека ќе ја добие оваа судска разврска, иако тоа не е никогаш сигурно. На краток рок може да падне ако изгуби, може да се дигне ако добие, но генерално 2024-2025 кога Ripple ќе биде дефиницијата за стандард на ISO 20022 по кој што треба целиот свет да се реориентира до 2025 година, ќе биде општо прифатен во светот затоа што Ripple ќе биде новиот Swift, очигледно. Значи го гледаме тоа во овој стандард. Затоа уште еднаш значи ќе напоменам, обрнете внимание, се заработи за профит, не се работи за, значи сакате вие или не, светот ќе продолжи да функционира и без разлика дали вие ќе купите или не Ripple. Сакате или не, значи финансискиот свет ќе го интегрира крипто како дел од него, работата е да не задира во децентрализацијата на овој систем. Тука треба да се погрижиме ние тоа да не се случи, додека за разлика од тоа ние сакале или не ќе се случи интеграцијата на крипто во финансискиот систем на светот. Разликата е во тоа дали ние ќе направиме профит од тоа или не, или ќе го оставиме сето тоа на големите играчи да направат профит како и секогаш, а ние ќе стоиме на страна и ќе гледаме дека истите го прават тоа. Значи тоа ние како тим се обидуваме да го смениме, барем за нас, а вие треба сами да направите собствени истражувања, ова се само информации кои што ние сме ги добиле, вие одлучите за себе дали ова што го кажуваме е вистина или не. Сите овие информации може да се проверат во било кое време, ве покануваме слободно да ги проверите и ако се точни нормално, размислете дали треба Ripple или било кој од овие значи овде 5 криптовалути кои што веќе се дел од ISO 2002 треба да биде дел од вашето портфолио. А ние верувате ми ги гледаме сите овие и ќе обрнеме внимание, голема веројатност е дека ќе ги имаме сите во нашето портфолио за крипто за следниот bull market во 2000 во 2024-2025, со тоа што посебно внимание ќе обрнеме на Ripple, затоа што мислиме дека има најголем потенцијал од сите овие 5. Благодарам уште еднаш што следевте нашиот канал како и секогаш. Секој шер, лайк, се е добре дојдено, помогнете ни да го прошириме со цел да повеќе луѓе научат за оно што моментално ние го правиме за вас. И продолжите и понатаму да гледате нашиот канал, верувајте ми, тоа е единствената причина поради која што овој канал постои, се додека вие го гледате и не поддржувате и ние ќе правиме нови материјали. Благодарам уште еднаш, имајте добар ден од тимот на CryptoGameji.